Вики експедициите кои ви ги најавивме во неколку наврати претходно во Македонија наутро, станува збор за активности преку кои се документираат природните богатства на Македонија по конкретно македонските села и се разбира се објавуваат на Википедија. Го прашуваме нашиот гостин Тони Ристовски од Википедија Македонија, меѓутоа и основач на Викимедија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро на сите. Благодарам за убавата најава и можам да кажам најпрвен дека да го објаснам на гледачите, но и разликата помеѓу Википедија и Викимедија, но и Вики експедиции. Добро го насловивте дека тоа се експедиции, теренски истражувања кои ги правиме низ македонските села со објавата на Википедија, па така додавката Вики и експедиции го доби името на нашиот проект. А додека Википедија е нешто што секој може да ја уредува, како што можеби гледачите и тоа го знаат, веројатно го ја читаат секојдневно или им излегува на интернет. Додека пак Викимедија е нешто што ги вклучува активности како што е нашата. Например, кога не само уредуваш, туку одиш некаде, правиш фотографии, трошиш дел од своето слободно време, за да создадеш нова содржина, во случајов нова локална содржина за нашата земја. Добро, локалитети, локации сте посетиле многу, сте документирале. Има ли некој кој што сакате да ги издвоите, кои што особено ви оставиле впечаток, кои што можеби и не ги знаеме, но сепак постојат како дел од убавината на Македонија? Па вака, ние имаме поминато веќе 2/3 од македонските села, имено можеби малкумина, можеби и не е толку се знае тој факт, дека на нашата територија има 1750 населени места, што е за површина од 25.000 километри квадратни доста голема бројка. Особено што е планински дел, земјени патишта, тоа оди тешко, значи посетата и да тоа оди. Инфраструктурата ни е предизвик секако. Да, особено планинските места и нашиот проект и токму така и започна, посета први на некои потешко достапни, потешко пристапни места, па подоцна се спуштаме кон оние комерцијални делови, како да кажам. Па затоа и прилогот од Струмичко, дури минатата година за прв пат отидовме во Струмичко поле да ја го посетиме, бидејќи низински крај, лесно достапен. А за издвојување на некои области, секогаш Мариово, од било кој дел. За секогаш Мариово, зошто? Ево, да. Прилепско, Битолско и Тиквешко Мариово, сите се различни на некој дел. Прилепското Мариово е некако постуво, нема толку вегетација, но, например, има многу интересни цркви кои се зачувани. Манастирот Свети Никола во селото Манастир, во кое го има и добиено името по самиот манастир. А од другата страна Зович, Градешница во Битолскиот дел, кои не се поврзани за жал патно, но па зошто Мариово? Затоа што токму затоа што немало пат до 70-тите години. Значи до Витолишта не можело ни да се стигне, било нешто што едноставно цивилизацијата не го ни знаела. Токму средновековната црква Свети Никола во селото Манастир не била позната до 50-тите години во минатиот век. Тони, колку трае оваа иницијатива? Ние сме започнати во 2015 година и досега имаме спроведено околу 45-46 експедиции. Ги правиме 4 до 5 пати годишно. Какви фотографии само? Да, може Ова да погледате неверојатно дека... Овие фотографии се имено најдобрите. Морам да признам дека ние сите ги објавуваме на заедничката ризница, тоа е сестински проект на Википедија, каде што се прикачуваат нашите фотографии, а подоцна глобалната заедница, кога ги предложуваме некои од фотографиите, ги избира и овие се најдобри фотографии кои се прикажуваат и на како слика на ден на тој проект, а на тој проект има 120 милиони фотографии. Добро, колку Македонија е покриена реално на Википедија, овие природни богатства што ги имаме, колку имаме достапни информации за нашата земја? Па
Благодарение на вака сега нема да звучам скромно, но благодарение на нас, верувате ли не, 22.000 фотографии имаме подигнато на Википедија. Самото создавање на локално знаење, ние така го нарекуваме овој проект, бидејќи спроведуваме локално, значи го спроведуваме локално и пишуваме локално. Во 2024 година, токму поради тоа што нашиот проект е веќе 10 години, ова е веќе 12-та сезона која ќе започнеме за неколку недели. Имено во Преспа организиравме меѓународен настан во кој на Средна и Источна Европа учесници дојдоа и учеа како да ги прават експедициите во нивните држави, благодарение на нашиот пример. Бидејќи овој проект започнал некаде во Полска, Украина, но таму замрел поради волонтерски, бидејќи ова е волонтерски проект, не е поддржан од никого, особено од државава. Само е поддржан од Википедија за пат, гориво, нели, сместување и храна, кога одиме по тие викенди. Значи, веќе имате вие и едукативни активности. Она се што го правите. Почнавме, да, и минатата година испроведовме изложба по повод 10 години, некои завршени 10 години како сезони и ја спроведовме во Музејот на современа уметност, каде изложивме 100 фотографии да ја запознаеме јавност. Ајде сега да почнеме малку практично. Како изгледа една Вики експедиција на терен? Кој учествува, што треба да се направи, дали треба да имате некои подготовки, знаења претходно, дали може да ви се приклучи нели, секој нормален граѓанин доколку има некаков интерес, се разбира. Да. И јас сум тој што го започнува подготвителниот дел, имено мојата улога е како истражувач. Претходно ние вршиме целосно истражување на сите извори, што може да ги најдеме, особено и каде се наоѓаат објектите, што е многу значајно, бидејќи кога ќе дојдеме во тие села, малкумина жители живеат таму или нема жители. Па затоа нас од круцијална важност ние да знаеме каде се наоѓаат, особено црквите, бидејќи тие се објектите кои во нашите села се и архитектонски убави или нешто што останало во селата. Велите најпримамливи можеби. Па да. И трошам многу време да ги најдам, значи не е мапирано ништо, особено по селата. Можеби ќе најдам податоци за тоа каде се наоѓа, но трошам време да ја лоцирам. Но тоа го правам јас. Потоа, значи, кога одиме на експедициите, во истекот на годините сме имале повеќе членови, 18, но сме менувале по експедиција, ќе помине 2-3 со нас, па ќе замине. За сега да сме четворица со уште еден помлад член кој ни се приклучи пред некоја година. Сите снимаме некоја улога, како што кажав, јас сум тој истражувачот и навигаторот кога сме на самата експедиција, фотограф, нели, нормално кога сме на терен да фотографира, возачот, нели, секако да не го заборавиме, кој е особено на овие терени се исто е многу значајно и од пред 4 години поседуваме дрон, и кој многу ни помогна во истражувањето, не само да ги фотографираме панорамски целата и од воздушна или перспектива, но и да видиме каква е состојбата на патот пред нас, дали има пат, како да стигнеме, бидејќи различно е на сателит и во живо, да речеме. Добро, големиот дел е работата на терен. Колку имате соработка со локалните власти, односно со задруги, по некои помали селца, населени места, па тука се локалните жители? Верувам дека тие најмногу учествуваат во делот на информациите, на податоците, па некоја приказна за да ја споделите. Со локалците во 99% јас можам да кажам дека не причекуваат баш позитивно, сакаат да споделат, да ни отворат, например, доколку е затворена црквата, да ни помогнат со наоѓање на извори или да ни помогнат во насоки, исто така во каде да се движиме. Немаме некој институционална поддршка, како што напоменав. Имено ние кога стававме изложбата не идовме барем на разбирање од некоја поддршка од државата. Јас сум бил и дури во Министерството за култура, никогаш подоцна не ме побара.
Иако проектот е нешто што не знам кој волку систематски се има посветено на истражување на државата, додека од локалците секогаш. Со пречекување, со нудење на ракија, салата. Гостопримството наше. Да, така да мештаните се желни дури бидејќи за муабет и да споделат тоа што го имаат. Пред да продолжиме со уште една интересна тема поврзана со тебе, што следува во наредниот период? Кои се вашите активности? Па да, веќе ние имаме план за оваа година, доколку дозволи времето, дури и уште овој викенд ќе одиме повторно во Струмичко. Овој пат, како што спомена во прилогот, ни остана од минатата година општината Босилово и продолжуваме во општина Василево, да ги посетиме тие села. Повторно продолжуваме со истото темпо на 4 експедиции, па така да во текот на годината ќе спроведеме покрај оваа во Струмичко уште 3 наредни. Се навраќаме во Железник по втор пат, бидејќи во 2016 година сме биле, но тогаш бевме некако аматери, како да кажам, бидејќи ни била втора година, па имаме многу пропусти што сме ги направиле, што сме ги забележале. Па ќе се навратиме повторно во таа област, која исто така многу интересна и архитектонски убава. Ви имате уште една пасија, возење велосипед. Сега која е конекцијата помеѓу Википедија и возењето велосипед? Имавте тури Скопје Катовица, мислам дека возевте Полска, сам, па малку подетално за тоа. Да, јас во 2015 година кога и започна експедициите, токму и тогаш започнав да возам велосипед. Некако почнав. Ве видовме по фотографии. Да, само чекавме да го објасниме. Првен започнав да пишувам за велосипедизам на македонската Википедија како волонтер, како уредник. За подоцна ми се роди таа пасија да и самиот да возам. Започнав во 2015 година, некако секоја година се повеќе и повеќе. Дури имам и правено со велосипед и вакви експедиции низ Македонија, каде што не може со возило да се отиде, па го имам правено со мојот велосипед поинтересни да бидат теренските истражувања, заедно со други учесници. А во 2024 година тоа беше годишна конференција во Полска, која се одржува секоја година на Википедија. И некако ми се роди желбата за авантура да отидам од Скопје до Катовица. Го направи во 6 дена, секој ден по некои 200 километри му доаѓаше во просек да ги поминам. Успеав, некако немав дури ни никакви проблеми, си го имав организирано патувањето да имам цел на сместување во градовите кај што ќе застанувам. Знаев дека треба да стигнам таму, и некако ми беше полесно кога знам дека треба да стигнам таму. На крајот можеби ќе се забележи на фотографиите дека убав пречек ми направија, значи од самите пристигнати веќе мои колеги и уредници на Википедија. Беше доста интересно, предизвикувачки бидејќи тргнав на 40 степени од Скопје, за да во Полска ме пречека преладен дожд, неколку пати да ме истури на мене, да тој порен дожд да немам ништо веќе суво на мене, но сепак и тоа е дел од авантурата. Мислам, не ме спречи, јас стигнав на време. Ви направиле нов подвиг ваков? Па најверојатно малку поекстремен, за оглед на тоа дека се вративте сега од Шпанија, меѓутоа не беше толку екстремно или малку. Да, јас веќе неколку години, последниве 3 години сидам во Шпанија, некако како ми се интересни да ги истражувам островите, особено канадски острови, оваа година на Мајорка, и ги сметам како припрема, но и онака за авантури, за да бидам некако поспремен. Би го посочил како нова иницијатива која се појави за овој настан како што јас го правам. Особено од минатата недела започна рандонерство во Македонија. Тоа е некои аматерски подвизи каде што се вози низ некои контролни точки 200, 300 па и повеќе километри. Пред 2 недели бевме група од 30 членови кои го извозавме околу Овчеполието.
од Скопје тргнувајќи на 6 контролни точки со ни ставаат буквално печати дека сме го поминале тоа и не поддржано нели од никого, но нели си патуваш сам со велосипедот да бидеш спремен и да ги поминеш тие точки. Ова е повеќе инспиративно. Да, ајде добро, тема за следно гостување, благодарам. Да. Благодариме, благодариме многу. Што ни бевте гостин денес. И то очекуваме со нови вакви подвизи и толкава, мислам, ентузијазам и енергија. Ентузијазам апсолутно. И ова уште еднаш еве и до нели кој треба да не слушне, да го поддржат, односно да ги поддржат ваквите иницијативи.